Председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, пратеничката група на ВМРО-ДПМН и јас како координатор на пратеничката група предлагам дополнување на точка на дневен ред декларација по повод 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Имено оваа точка и ова барање од парламентарните партии го побаравме да ги разгледаат и да биде ставено на првата наредна седница, а прва наредна седница е денес. Овој материјал го гледаме дека се уште не е распределен по пратениците. Објаснувањето дека не е преведен или некое слично на вистина не држи, затоа што имајќи во предвид колку е битна и колку е значаен моментот во кој што разговараме за ова, добро е како пратеници во Собранието на Република Македонија да поразговараме на овие теми, да поразговараме на комисија, затоа што тргнувајќи од одредбите на Уставот на Република Македонија, а посебно од деловите на преамбулата кои се однесуваат на жртвите и посветеноста на предците во заложбите и борбата за создавање самостојна и суверена држава, како и традицијата на Крушевската република, обединети во намерата сите заедно да поразговараме и да донесеме еден документ кој што ќе не спои за заедничко спојување, разбирање и единство на сите граѓани во државата, свесни дека преку единствено достојно почитување на прославување и одбележување на дострелите на нашите предци во минатото, можеме дополнително да ги зајакнеме демократските темели на државата и општеството и имајќи во предвид ова споменатото, во контекст на фактот дека 2022 година се одбележуваат 150 години од раѓањето на овој без сомнение најголем трибун во и македонски револуционер, сметаме дека е особено важно Собранието да донесе декларација со која што на еден организиран и достоинствен начин ќе се одаде почит и натамошно ќе се зацрстат сеќавањето на граѓаните во однос на важноста на делото и на наследството на Делчев. Декларацијата повикува на европско наследство и европска културна вредност, која што ја пропагирал и самиот Гоце Делчев. Декларацијата повикува на славење на Гоце Делчев и во македонските институции, како што е МАНУ, Институтот за национална историја, Универзитетот Кирил и Методи и на секое можно ниво. Затоа предлагам и замолувам да ги оставиме дневно политичките препогувања на еден висок демократски начин. Не е смешно, колеги пратеници, сериозна е темава, најсериозна во последниве години од функционирањето на државата. На еден демократски начин да поразговараме на оваа проблематика и заеднички, сплотени, обединети, да излеземе околу името на Гоце Делчев со една декларација која што ќе биде предложена од сите. Затоа, почитувам председателе, предлагам како 12-та точка, мислам дека 11 точки има денешна седница, еве 12-та точка да биде декларацијата по повод 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, а замолувам од колегите пратеници да дадат поддршка по основ на ова наше барање, бидејќи материјал има стигнато во Собранието, мислам дека е дистрибуиран до целокупната македонска јавност и има увид во истото за ова што зборувам. Благодарам.